Еве, се надевам дека од оваа гледка навистина една позитивна енергија дојде кај вас во вашите домови кога гледаме снег, снежна идила. Меѓутоа и сега во продолжение ќе го задржиме, сигурна сум, вашето внимание со следната тема. Можеме ли да постигнеме баланс помеѓу духовното и материјалното, помеѓу машката и женската енергија? За тоа ќе зборуваат мојата драга колешка Суза Турунџиева ова утро и Мери Амбросова, која е практичен психолог и мотивацијски говорник. Но Суза, само ќе ми дозволиш неколку секунди кога сме кај мотивацијски говорник. Еве, ајде од Сузе да прочитаме една мисла, за да убаво ни појде и утрото, без разлика што ние сме од порано многу тука, меѓутоа сепак денот се уште го имаме така. Ајде преку лаптопот, убав велие Сузе, секој човек кој ги разубавува туѓите животи. Се надевам дека режија ќе вклуча за да видиме за ајде на брзина за да ете така, еве го, убав е секој човек кој ги разубавува туѓите животи и многу би сакала ова што денеска допре до мене. Кратко и јасно. Не мрази, немаш време. Браво, Сузе, секоја чест. Благодарам. Јас морам да подсетувам, бидејќи многу често во животот со таквите емоции сите ние сме се соочиле. Мери, и ти ќе се сложиш. Мери, добро утро и добро ни дојде. Добро утро, со разговор. И токму на овакви теми ние и ова утро ќе подсетуваме, како и многу пати предходно, ти си ни една многу креативна и многу вредна дама која направи крупни чекори нанапред и јас се радувам што ги будиш полека луѓето, особено жените кои што се некако многу повеќе, би рекла, подготвени за тоа будење кое не е лесно секогаш, но ти направи навистина прекрасни програми изминативе 2 години откако ни дојде од Украина и тука беше со нас во тие многу тешки денови за Украина, за сите луѓе таму. Практично те следевме од моментот кога ти тргна на кај Македонија и бевме со тебе и во мислите и во се она што ти доживуваше. Да, точно така. Жената никогаш не треба да изгуби верба во себе и во светот. Она е, например, таа која што е миротворец. И јас сум многу среќна и благодарна што стварно имав и од женска страна голема поддршка, но и некако јас низ животот, колку и да имало, нели, луѓе кои што ќе ти се, нели, препрека, но никогаш не сум губела надеж дека и они ќе се променат и ќе го сменат мислењето. И баш тоа ќе го кажувам низ примери на настанот, како, например, кога јас не сум изгубила во луѓето верба, они на крај се промениле. И баш мислам дека овде фали, например, тоа да луѓето едноставно никогаш не ја изгубат вербата во другите. Така. Мери инаку се бави со многу нешта, Слободанче, можеме и ние да се приклучиме на дел од програмите која таа ги практикува во незиното место, каде ја знаат многу наши дами. Автор е на психолошко-духовна програма Женска енергија, автор е и на постпородилна програма Body by My Fitness Mama, енергетски масажи на стомак прави многу успешно, мокра хиџама, ќе ни објасни што значи ова, и воедно подготвува настан, уште многу други нешта ќе ни открие Мери, но подготвува настан на 10 февруари во хотел Русија, каде што ќе се представиш, би рекла ќе се соголиш себе си од сето она која беше Мери како малото девојче, во кое беа собрани прилично доста фрустрации и борби, како се избори со малата Мери и стана оваа Мери која си денеска, успешна млада жена која поместува граници и која мотивира многу други жени да бидат најдобра верзија од себе. Да, така. Бидејќи јас од, например, човек со говорна мана, некако целиот пат ме водеше на јавен говор и преку Инстаграмот некако се ослободив и го проработив тој дел. Да,
тука беше и духовна работа, и психолошка, и практично целото знаење го пренесов преку програмите. И баш до онда кога го спремав настанов, сватив дека буквално јас и со физичко тело работам и со енергетско, бидејќи ако ставиме акцент само на духовното, таму медитираме само, а не правиме акција, немаме резултат. Или само вежбаме или само материјално посегнуваме, а не го негуваме енергетското, постојано ќе сме во хормонален дисбаланс, болести, посебно жената не трпи огромен стрес на долг рок. Кога е на краток рок е се тоа супер, но на долг рок она веќе здравствено има проблеми кои може би за почеток и не е ни свесна. Го спомена Инстаграмот како една многу моќна алатка која ја користат, би рекла, и помладата генерација, но и онаа генерација која што е веќе освестена информатички и точно знае колку е голем бенефитот ако таму се задржуваме малку повеќе време, токму на Инстаграм. Кажи ми, читам прекрасни коментари на задоволни твои клиентки, на клиенти, на луѓе кои не штедат зборови кога треба да искажат колку се благодарни и какви се промени почувствувале откако почнале да доаѓаат на твоите програми. Со колку жени досега се имаш сретнато во овие изминати 2 години и кој те охрабрува најмногу во целата оваа? Јас Инстаграмот го водам 5. Значи, уште не беше популарен. Значи, јас не потегнав дека он е популарен, па дека ајде, например, таму, него немав друг избор, бидејќи бев нели далеку и ми требаше некако да ги срочам програмите. Значи, јас буквално почнав со онлайн работа кога не беше популарна. И клучот е тоа, дека некогаш треба интуитивно да се водиме и нешто што не е стандардно, да го, ако е тој нашиот пат. Јас пред војната во Украина ја веќе работев 3 години со фитнесот, значи он е веќе 5, женските програми беа 3 или 4, не се сеќавам, но жени над 300 има пројдено на женска енергија, фитнесот сигурно се веќе над 500, значи се прави некако на почетокот одеше тешко, бидејќи Инстаграмот не беше популарен, но по чекор некако и јас ги пронајдов луѓето и луѓето ме и кај мене е некоја таква тесна публика, првин не може секој да ме прати, го тригера. И јас стално викам, тој што го тригерам, баш тој треба да ме следи, за да се што не тригери нас, треба да го проработуваме тоа во, например, себе. Јако го отидов во Украина, многу ме тригера блогерите таму. Значи, таму они представуваат раскош некаков, и мене ме тригераше тоа. И ја ги гледав, и уствари сватив дека уствари јас сум учена на некоја си скромност, ама во негативна конотација. И реши да бидеш нескромна. Браво. Само скромнова позитивна. Не е скромноста секогаш доблест, иако во моето време и на Слободанче времето не учеа дека мораме да бидеме скромни, дека молчењето е злато, ама не било молчењето злато секогаш, некогаш да, но во исклучителни случаеви. Мери, колку е свесна жената за својата женска енергија, што се можеме ние да направиме со нашата женска енергија, која често пати останува заспана. Не
неискористена. Да, се повеќе и повеќе жени гледаат дека вака како што е не оди и барат нешто плюс. Ние женската енергија си ја имаме од самото раѓање, но после 30-тата ние мораме повеќе да ставиме акцент на уживање. Значи да има жената барем 20 минути каде што ништо не прави. Значи ужива. Ако сака чита книги. Кај нас сега стана тренд, јас кога имам клиенти, ќе прашам како одмараш ти и она вика, јас идам на планина, се искачувам, значи тоа е машка енергија. И она кога ќе се качи таму, значи тоа е супер се, треба да се одмори, значи да се дојде при себе, а ние одмараме како или на кафе, па оговараме, па или на планина, или па не знам што правиме, а уствари треба едноставно она да си пронајде време каде што ако сака пее, ако сака танцува, ако сака нешто друго прави, битно да ја радува или на пример оди на планина, ама не го форсира тоа искачување како мора сега максимум, мора до горе, ако не се качам горе ќе се обвинам и сето тоа влијае на незадоволство. Например, на работа стрес, кога се одмара стрес и сето тоа прави некаков дисбаланс. И плюс ако имаме едно дете, па по 2 години родено второ дете и тоа се, како да кажам, тежини кои што ги носи жената. Складираме проблеми кои не мораме да ги носиме на нашиот грб. И уствари кога она ќе перските ќе ги распореди на други луѓе или ќе свати дека не и треба тоа, она наоѓа време за себе. И секако тука стојат практики кои што ние ги проаѓаме на курсивите. Например, женска енергија трае 3 месеци, каде што таму има 30 лекции над, не знам, 20 практики, каде чекор по чекор она буквално се лупи. И има случаеви што ќе ја пројдат еднаш и по 3 месеци или година тек ќе осетат резултат, затоа што она главен резултат, затоа што секоја промена не оди така одма. Нема копче за он-оф. Многу ми е убаво што будиш жени, многу ми е убаво што многу жени се заинтересирани за она што го правиш. Ние секако доаѓаме на 10 февруари во хотел Русија. Аплицирањето е преку Инстаграм, може таму да се пријавуваат, веб страна, кажи ми како да те пронајдат само кратко. Мери Амбршостова и на самиот Инстаграм има линк, го кликаат и има таму детали све. Значи, се следете ја на Инстаграм Мери и вие ќе имате можност да ја разбудите и да ја активирате целата ваша закриена женска енергија, да се ослободите од сите насобрани нешта кои не моравте да ги носите на својот грб и да се упатите во многу современи техники кои што Мери ги работи веќе подолги години, но интензивно во последните 2 години. Жал ми е што времето навистина не ни дозволува повеќе, изгубивме некоја минутка заради сообраќајниот хаос, но наред се вестите кои што Слободанка е подготвена да ни ги презентира. Се гледаме на 10 февруари во Русија. Уживам во разговорот и драго ќе ми биде суза да бидеме дел од овој настан и како што можев да разберам, повеќе се користам женска енергија. Да, супер. Со тие 20 минути одмарање на женски начин.